Почитувани граѓани на општина Росоман, со ништо не предизвикан од моја страна, сегашниот градоначалник на општина Росоман ја почна својата одбрана на нападите од страна на советничката на ВМРО ДПМН за неговото неработење со напади врз мене како претходна криминална локална власт, односно јас како градоначалник во периодот од 8 години. Почитувани граѓани, така со лаги тој дојде на власт, така сега со неработење и измислици, односно манипулации и интриги, сака да го сокрие своето неработење, бидејќи нема ниту трага од некакво работење, а бога ми изминаа 2 години, а тој наброја едвам 11 проекти. И видно вознемирен за неуспехот свој, ме обвини мене за наводно сторени кривични дела и наброја неколку проекти како што е ѕидот, односно зафатот кај Крушевичка река, кај долот Вчак на патот Цирково-Росоман, одводнување на бавчите во Долно Мало, како и шахтата кај Дрексар Мајер, која ја нарече златна, бидејќи чинела 600.000 денари. Овие проекти се јасно видливи и се уште служат за вас граѓаните, но најверојатно сегашната локална власт не знае да ги употребува и затоа ние жителите на Росоман немаме вода за пиење. Исто така на Рибарци и Манастерец. Таа шахта е со вентил натре, кој покажува колку литри вода ни доаѓа од Кавадарци од Лукар, а кога го нема доволното количество на вода, требе градоначалникот да реагира, ама изгледа тие нети ни знаат зошто служи ова, а камоли дека се контролира и надгледува и преку мобилни телефони. Јас како поранешен градоначалник не сум виновен за неработењето или незнаењето за работа на оваа локална власт. Како се работи или како се добиваат проекти, но како прозван од сегашниот градоначалник, каде јавно ме обвини за сторени кривични дела, од него барам да го докаже тоа што го тврди или јавно да ми се извини, бидејќи во спротивно ќе следува за него соодветна тужба. Предизвикан од ваквите ниски удари, измислување и лаги од градоначалникот на кого не му доликува едно вакво однесување, бидејќи како лице кое работело во образованието, не сакам да помислам дека тој децата ги учел да манипулираат и да кажуваат невистини. Решив да се јавам и да појаснам и споредам неколку проекти кои ги има направено овој градоначалник и кои ги кажа на медиумот. Тој во ист стил, исто како и неговиот председател на партијата СДСМ, се фали со туѓи проекти, односно со проекти кои што се од мене изработени и добиени, односно дел беа во фаза на реализација, а за другите имаше обезбедено парични средства. Тоа се старото училиште, атмосферската канализација, парите за тракторот, кои неповратно за општина Росоман ги додели Светска банка како награда за успешно завршен проект, а кој патен беа за уредување на сред село. Но тој ги намени за трактор, патот за Манастерец, меѓу Манастерец и Трстеник, кој беше тампониран и со изградена инфраструктура. А му требаат цели 2 години да го започне овој проект. Друго, зашто бев спомнат, е моето недомачинско работење, па затоа да го подсетам, односно за вас, почитувани граѓани, ќе направам неколку споредби за тоа што тој работи во овие изминати 2 години, а што јас работев во изминатиот период додека бев градоначалник. Тој кажа за 3 локални патишта до нивите, од кои едни од бубајчите 1 милион денари, кој заврши со изгреб до неговата нива, а вкупната површина од 600 метри го кошта 2 милиона денари. Еве една споредба за вас. Јас на годишно ниво, кога бев градоначалник, тампонирав во просек 2 километра локални патишта до нивите, а од буџетот на општината и на владата 0 денари. Недомачени сум кога не трошам пари, а има толку направено, или за 600 метра скоро 2 милиона денари. За време на мојот мандат обезбедив улични светилки на улица Маршал Тито и Пролетарска, кои се штедливи, со контроли за потрошувачката на електричната енергија со најмодерен компјутерски систем во висина од 20.000 евра, како донација за општина Росоман од 2 фирми, зашто има и документација и мои настапи на јавните медиуми. Но сега овие светилки не постојат, се извадени и не се знае каде се наоѓаат. А на нивно место се поставени слаби светилки, зашто и самите жители на Росоман може да посведочат. Нека се цени кој работел домачински, сега или тогаш, некој донел без пари, а некој ги однел. Во текот на мандатот јас 8 години не сум земал ни денар дневници за службени патувања, што законски ми следуваат во висина од околу 8.000 евра. Тоа ли е моето расипништво? Во образованието тој кажа 2 училници за 4,5 милиони денари ќе ги градал. Ќе ги градал со големо че, но да го подсетам дека во време на мојот мандат изградив 2 училници за 3 милиона и 600.000 денари. Ново училиште во Паликура со 2 училници, исто за 3 милиона и 600.000 денари. Да не зборувам за комплетните реновирани подречни училишта
комплет со покриви, фасади, ВЦ, врати, прозори, ПВЦ, од ПВЦ материјали, но и за изградените физкултурни игралишта и физкултурната сала. Ја спомна социјалата и се пофали дека собрал средства, но не спомна дека за прв пат се изгради градинка во општина Росоман, па се прашувам, бидејќи и директорката е иста, што се смени, како работеше градинката во тоа време и повторно манипулира. Немаше 50 деца, од 70 до 80 деца, а бидејќи во меѓувреме ја преуредивме просторијата и обезбедивме нови места за дечињата, но со 30.000 денари, а од 50 деца на 80. Еве што е домаќински. Исто така купена е просторијата на општина Росоман за 3.600.000 денари. Нека каже што не е домаќинско работење. За време на мандатот годишно се асфалтираа улици во должина од 100 метри за 0 денари. Локалниот пат за село Камендол во должина од 800 метри кошташе 100.000 денари, а тој за локалниот пат за Мрзен кажа милионски суми. Кој е домаќинот? Локалниот пат за село Манастирец во должина од 1 км и 700 метра на 2 пати се асфалтираше, а платена за 3.700.000 денари. Каде е недомаќинокот? Дали асфалтирањето годишно во просек од 5 км, ширина 3 метри е недомаќинско работење, или 2 км квадрати изградени тротоари годишно е недомаќинското работење, или 500 метра канализација годишно, 1000 метра водовод годишно. Баш би сакал да слушам од него што е овде недомаќинското. Или за време на мојот мандат, кога јас бев градоначелник на општина Росоман, 4 фудбалски клуба функционира во Росоман. 2 во Трета Сиркови Росоман, 2 во општинска Манастирец и Трстеник. Сега само Росоман. Тој се пофали за успех, ама само за еден клуб. Или изградените 5 цркви на Македонската православна црква, а старите обновени помогнати со материјални и парични средства. Или за 8 години мандат отворени беа 14 откупни пункта за откуп на земјоделски производи, а сега за нецели 2 години се затворени скоро сите, освен 3 до 4. Дали ова е недомаќинското работење, го прашувам. Нема да зборувам за изградените 7 повеќе наменски игралишта во сите населени места, 7 детски игралишта, паркот кој за жал сега е уништен и ред други работи, односно за 4 години 100 проекти, за 8 години 200 проекти, или ветувањето од мојата програма реализирани со над 96%. Вие, градоначалниче, наброевте за 2 години и нецели 11 проекти, од кои еден е и уништувањето на новата асфалтна улица, која е без ниту една мана, а за сметка на ископаните улици, кои по 25 години не се асфалтирани. А абер немате да ги поправите, а 3 или 4 од проектите кои ја како претходен градоначалник ги обезбеди средствата и ви ги остави да се реализираат, уште чекаат. Повторно бе прашувам, уште еднаш, кое работење е недомаќинско или домаќинско? За администрацијата за која ме обвините дека имала притисок, тврдам дека имаш, но само да работат за потребите на граѓаните, впрочем за тоа и земат плата од граѓаните, зашто бевме и рангирани на прво место за солвентност во Република Македонија. А сега вработените се или во кавадарци или на нивите во работното време. За бркање од работа само ќе кажам дека само волно вработениот си замина и не дојде на работа. Впрочем, како и кај вас самиот, тој почна да ве вози и ја напушти работата. Па ве прашувам, дали и вие го избркавте, како што тоа го сторивте со учителот од цирку, кој по можноста да се вработи во своето родно село, го протеравте не само од општина Росман, туку и од државата, или за Миревска од Трстеник, од градинката, или пак за учителката Ристенка од Росоман. Овие млади луѓе повеќе не се жители на општина Росоман, но тука јас ќе прекинам, ние нема понатаму да кажувам. За настапот на советничката нема да коментирам, таа нека си каже, но јас со своји зборови ви укажувам дека нема да ви дозволам по кој знае кој пат да ме нарекувате криминалец и недомаќин, па од таа гледна точка ве повикам уште еднаш јавно или да ми се извините на медиумот каде што го кажевте овие невистини, или да го докажете спротивното вашето тврдење, во спротивно, како и претходно што кажав, ме приморувате да покренам постапка против вас за клевета. Ви благодарам на граѓаните што ми слушавте.